Поезијата на Стојан Тарапуза е вонвременска и со исто задоволство ја читале и оние што некогаш биле деца, а и оние што растат сега, рече писателот за деца Горијан Петрески во својот говор за Тарапуза на средбата со кочанската јавност и учениците од основните училишта. Преку својата поезија Тарапуза на мајсторски начин влегува во детскиот свет. За него не постои затворен премин, нешто што ќе се испречи и не може да се опее, да израсне во песна и да добие возвишена поетска димензија, додаде Петрески. За Тарапуза зборуваше и писателот Киро Донев. Ја имав среќата да го запознам, значи многу млад, а можеби судбината така сакала, после тоа, откако го запознав негова, видо е подгоре, знаете, од моето родно место е, ја имав и таа чест да бидам на некој начин и негов ученик. Мислете, ми беше лесно мене да учам од него. Се што ќе напишев јас, тој знаеше како на рентген да го види и да ми каже: ова не ти чини, ова ти е добро, запази го, зачувај го, хуморното. Да. Од него научив дека насила не се станува писател за деца. Секој што мисли да стане, вика, писател за деца, се залажува ако мисли дека ќе успее, ако тоа не го носи во себе. Пред присутните свое обраќање имаше и Тарапуза, кој рече дека самиот тој има избрано начин како да допре во чудесните простории на детето, која како читател ќе му возврати онака како што секој поет посакува. Ви благодарам што дојдовте. Со своето присуство ме охрабривте, ме удостоивте да празнувам овој чин на моето создавање собран во 3 книги, заедно со вас. Колку сте убави, колку сте добри, колку сте способни. Во секој од вас има едно духовно дете. Негувајте го, слушајте го, почитувајте го. Тарапуза својот живот го посвети на децата. Тој за нив вели дека се верни читатели, благодарна публика и, иако мали, сепак многу умни. Стојан Тарапуза 3 пати ја има добиено наградата за најдобра детска книга која се доделувала на стручките вечери на поезијата, за стихозбирките Дамбара Думбара, Деновирки и 7 брода. Во Нови Сад ја има добиено Змаевата награда за современ израз во литературата за деца. Во 1995 година наградата на Детска радост за стихозбирката Шарки Жарки и признанието статуетка Курирче.